Граѓанските организации се тие што се блиску до граѓаните во заедницата, така што тие најдобро ги знаат потребите на заедницата и најдобро можат да одговорат на тие потреби. Ова беше заклучокот на Санела Шкриелј, шефица на кабинетот на Министерката за труд и социјална политика, која беше дел од тематскиот форум посветен на соработката меѓу владата и граѓанските организации, а организиран од Цивика Мобилитас. Таа нагласи дека е неопходно да се подобри соработката и комуникацијата, како и поддршката што доаѓа од државните ресурси во правец на граѓанските организации. Ние веќе направивме некој чекор на напредување на соработката, значи конкретно ги задолживме сите сектори задолжително при креирањето на апсолутно сите политики и програми да соработуваат и да отвараат консултативен процес со сите граѓански организации што ќе покажат интерес. Понатаму веќе започнавме со поддршка, конкретна финансиска поддршка на граѓански организации кои што нудат услуги за заштита од семејно насилство. Во планираниот буџет за 2018 година тој износ предвиден за финансиска поддршка на граѓански организации е повеќе пати зголемен. Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка ја најави стратегијата за развој на граѓанскиот сектор и повика на итно реформирање на системот на државно финансирање. Допрва треба да се види како ќе биде финансиската поддршка, бидејќи тоа треба да се трансформира, односно да не се зависи граѓанскиот сектор од странски донации, туку од државното буџетско финансирање. Бранимир Јовановиќ, советник во кабинетот на министерот за финансии, посочи дека е многу важно граѓанскиот сектор да продолжи да ја критикува власта и секако власта да биде отворена за критики. Иако мислам дека состојбата не е толку лоша, не сум ни против тоа, државата повеќе да оцира средства за овие пари, како што тоа се прави во одредени европски земји. Но мислам дека тоа треба да се направи на издржан начин, како прво да не се прави преку ноќ, како што сакаше да направи претходната влада, него тоа треба да се направи со транспарентно, инклузивно, да се вклучи граѓанскиот сектор во дефинирањето на начинот на кој што тоа ќе се прави. Трајан Димковски, шеф на кабинетот на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, истакна дека иако 20 години ангажиран во невладиниот сектор, политиката го избрала него, не тој неа. Според него, постои разлика во работењето на овие два сектори. Ако се обидам да направам некоја разлика или да увидам како е од една или од друга страна, искрено кажано дека постои тоа и текако. Она што ние ја имаме слободата кога ќе седнеме од идеја да развиеме, да направиме проект со сите активности и на крај имплементацијата од каде што може и да извлечеме дали сме каде сгрешиле или не, да носиме некои наши учени лекции, како ги викаат. Ваму се соочуваме искрено со една, слободно може да кажам, бирократија во која што тешко се придвижува. Граѓанското општество очекува дека декларираната заложба од владата за соработка со граѓанските организации ќе се реализира и во пракса, а граѓанските организации ќе бидат активен чинител во реформските процеси.